33 години е символика на христијански број. Два пати го содржи бројот 3 како Светото Тројство. Тоа е разликата меѓу вас. Верувам дека не би било лесно. Можете ли да ни подарите една искрена приказна за вашата средба? Да почнемо од дамата, професоре? Јас би предложила да почнеме со Јовица за тоа што приказката. Еве, која алфа мажија, ќе сакам да прашам за алфа мажија. Повелете, господин алфа мажија. Да, ма и омега жена, одма натура, кој треба да каже. Приказната почнува од него. Да, значи он е иницијаторот за приказната и за професор. Добро, приказката има 3 дела. И ако ја кажуваме од А до Ш, ќе ни треба многу време, ја само телеграфски ќе ја пресликам. Првиот дел е кога Ангела е девојче, 10, 11, 12 години, која што јас не ја ни приметувам нормално, иако доваѓа пошто мирна девојка, нели повреди по нозете и така, јас сум хирург у тоа време, ги санирам тие повреди. Тоа е првиот дел. Ангела, сте се качувале на дрво, се извинувам. Од каде повредата? Да, се качував на дрво, паднав и сисаков на стакло. Продолжете. Тој е дел, тој чин секако останал во незината меморија повеќе отколку во мојата, бидејќи тој е секојдневие за мене, а за незе е секако не секојдневен настан. Вториот дел од приказката почува многу години после, не многу, 4-5 години после това, кога јас, седејќи со нејзиниот татко, кој е во исто време и мој добар школски другар, нажалост сега покоен, гледам една фотографија и прашувам која е оваа девојка на фотографијата, он ми вика, па мојата ќерка, вика, зар не ја знаеш? Викам, извини, нели? Се веднаш си избришав дека таа девојка би требало нешто мене да ми значи. Меѓутоа, таа фотографија не излегуваше од мојата глава, од мојата перцепција и јас практички дено, ете, тоа е таа фотографија. Ако професоре сега ве разбираме. Да, нели? Ме разбирате сега. Као Кетрин Денев. Да. Јас дено-ноќно размислував за таа фотографија, поточно за личноста од таа фотографија, цели 2 години, значи тоа е оној духовниот дел каде што јас немам никаква физичка средба со Ангел. Нормално, колку год да посакувам да таа девојка биде моја, ја бришам како можност со оглед на релациите и со оглед на временска, односно дистанцата, разликата во години. Се случува да после нејзината матура, значи на нејзина 18 годишна возраст, ние се сретнеме, по прв пат физичка средба. Со првото гледање јас знаев дека ќе бидеме заедно. Интуиција, инстинкт. И се случи. И се случи. Само уверен е професорот Ангела. Убеден е, да. Верувал во тоа. Јас посакував. А кога јас посакувам и кога јас нешто сакам, како што вели Сидарта, не одмар Херман Хесе во неговата Сидарта се опушта, тежна е и чека судбината да ме реализира. Кога нешто многу се посакува, така е, тогаш се добива. Но верувам дека на Ангела не е било лесно. Предрасудите од родителите, од околината, имате постар брат, сето тоа не би било едноставно да го кажете. Па да, јас морам да признаам дека нашата врска почна во тајност и ја државме во тајност долго време, веќе не се ни сеќавам колку долго време. И целата таа врска многу добро функционираше. Меѓутоа, оној момент кога сетивме дека веќе сакаме да бидеме заедно и таа врска и таа љубов да ја покажеме на светот, нели дека ние се сакаме и дека сакаме тоа да го озваничиме, моравме да некој начин да ја признаеме нашата врска, сакале или не, нели. Требаше да се почне од некаде. А секогаш почетокот е нели од најблиските, значи на фамилијата требаше да се исправиме и да признаеме, ние двајцата сме во врска, без разлика на нашите години, на претходните фамилии на Јовица и така. Знаевме дека ќе биде тешко, знаевме дека фамилиите нема да се согласат веднаш, меѓутоа јас имав доверба во моите родители и знаев дека оној момент кога ќе осетат дека е тоа врска во која што има навистина многу голема љубов, знаев дека ќе добиеме
аманет од нив. Што кажа школскиот другар, вашиот татко, како прокоментира? Прво, јас морам да се надополнам на Ангела да ја одадам големо признание, бидејќи овој дел од нашата врска буквално падна на нејзин грб. Она го истегна најтешкиот дел, што можете и да си предпоставите, нели? Од било кој аспект, и од пријателите, и моите, и нејзините, и од родителите, и од околината, и од пријателите, и од граѓаните со кои што сакаш, не сакаш, секој ден треба да се сретнеш, нели, на работа, по улица и така натаму. Ангела многу храбро го издржа. Тоа морам да одадам признание. Оној моментот кога нејзиниот татко разбра, за жал не разбра директно од мене, него му беше прво пренесено, а јас планирав да се сретнеме прво очи во очи, јас да му бидам првиот што ќе му соопшти. Он кажа, јас тебе добро те познавам, цел живот сме заедно, знам дека ја сакаш, знам дека ќе се грижи за нејзе и вие двајцата имате аманет. А ти кажи ја приказката за аманет. Јас имам една друга приказна, која што нели ме прати за целиот мој живот, уште од мала девојче, мене татко ми секогаш ми велеше: Керко, оној момент кога ќе одлучиш да се мажиш, твојот избраник ќе го донесеш кај нас дома, нели секако, и ќе го представиш и ќе ми кажеш дека ова е твојот избраник. Ако јас ти дадам аманет, ако јас ти дадам дозвола, тогаш ти ќе имаш среќен живот со тој човек. Ако не добиеш амин од мене, нели верувај дека нема да ти биде добро во бракот со него. И ние добивме аманет. Татковиот аманет се оствари. Да. И морам да ви признам дека има многу голема вистина во тоа. Значи, ако вашите родители прифатат и од се срце ве предадат на сопругот, на човекот со кој што сакате да го делите животот, навистина сметам дека ќе имате еден хармоничен брак. Така, најдобрите пријатели се родителите. Папирологијата не ви значи. Значи, бракот на подпис не ви значи многу. Доказ за тоа е што вие се уште не сте во граѓански брак. Како реагирате на тоа и дали планирате да го озваничите бракот? Планираме да го озваничиме, меѓутоа папирологијата, сами кажавте, нели, тоа е еден подпис кој што не значи ништо. Вие ставате подпис на врска. Мене ми е многу побитен подписот кој што она го ставила во моето срце и мојот подпис во нејзиното срце. Тоа е она што трае. Подписот на хартија, сега ставам еден подпис, после ставам подпис на развод. Што е разликата? Меѓутоа, секако планираме да ја озваничиме нашата врска. Она што сакам да го кажам е и што мислам дека и сврхата нова зашто сме ние тука, да ги потенцираме предрасудите. Она што не обременува секој од нас, од било кој аспект. Нешто што го носиме како товар заради погрешно воспитание или лошо, или наметнати стеги. Има многу врски, вакви или некои слични, многу врски помеѓу особи, помеѓу персони од различити религии, од различити бои на кожата, од различити социјални нивои и така натаму, кои што пропаднале не можејќи да го издржат теретот на предрасудието. Ние бевме доволно силни, знаевме што сакаме и го издржавме тој терет. Не е лесен. Морам да ви кажам дека не е лесен. За среќа тој период беше доста краток. Беше многу краток, значи нас првично ни беше да на некој начин расчистиме со фамилијата, значи да добиеме аманет од фамилијата. Кога веќе тој момент го надминавме, после веќе мислам дека бевме сами двајцата во нашиот свет и воопшто не се вртевме од страна. Ние дури ни комшиите не ги приметувавме, иако знаевме нели дека погледи сигурно ќе има, дека озборување сигурно ќе има, тоа е неминовно. Меѓутоа, ниту еден момент не дојде до нашите уши било каква приказна, затоа што ние не сакавме да ја слушнеме, а не дека не постојат. Ден денеска постојат. Зашто велат љубовниците живеат во нивен свет. И видите, и она што е позитивното, мислам, позитивното за популацијата, за околината е тоа што околината кога ќе свати, а свати ја врло брзо,
дека е тоа сериозна врска, дека е тоа врска базирана на чиста љубов и само љубов, нели, Безусловно, да. многу брзо се прифати таа врска. Така е. Плод на таа врска и на таа безусловна љубов се двете принцези. Ангела, кога ги раѓавте вашите керки, ви пречеше нешто што требаше таму да дадете идентификација, име, презиме? Ме изненади. Значи, ние имаме две керки, Анисија и Леона, родени се 2004 и 2006 година. И јас мислев дека моментот на раѓањето на дете е толку радосен чин за една мајка, не мислев, не го знаев, нели тоа го осетив. Имаше еден момент кој што ме збуни и кој што ме изненади во целата таа ситуација. Во родилиштето доаѓа педиатри, гинеколози, целата онаа екипа која што треба да води сметка за мајката, за родилката и за бебето. Во еден момент, сосема неочекувано, се појави една господја која што не знам каква улога имаше и која што одеше од кревет на кревет и ги прашуваше родилките за име и презиме и кој датум се венчани. Мене во тој момент ме нападнаа милион прашалници. Зошто се потребни овие информации и кому му се потребни тие информации токму во родилиште? Администрација, бирократска држава. Да. Оној момент кога дојде до мене, значи сите жени го кажаа датумот на нивната венчавка, јас немав датум затоа што едноставно ние го чекавме нашиот прв сведок. Тоа беше нашата керка, тоа беше мојот одговор. Ние го чекавме нашиот сведок, каде што сакавме керката да ни биде деверуша. Арно, ама после таа прва керка многу брзо дојде и втората керка за две. За година и 2 месеца се разлика. Да, така професоре, браво. Мисла мала разлика. Голема во години, мала разлика. Јас работам, јас сум практичен. Така е, професоре, така е. И повторно се сретнав со истото прашање. И повторно го дадов истиот одговор дека чекаме нели да се роди вториот сведок. Сега двата сведока ги имаме, им дадовме шанса да малце порасна, значи да наполнат, Анисија е 6 години полни, Леона ќе полни 5 години во јануари, да бидат свесни да учествуваат во нашиот чин, значи да бидат они деверушите на мама и така, и да се радуваат. И сега кога се шетаме по бутици, кога ќе видат венчаници, они ми бираат венчаници. На мама. Да. Многу симпатична приказна. Гледам дека сте разнежнете сите со насмевка следевте целата оваа дискусија. Алфа мажјак, ви значи нешто зборот? Може нека ми каже кои се атрибутите на алфа мажјак? Ајде, студенти. Веројатно тоа би било јас, евентуално Шон Конери, Харисон Форд, доминантни мажи. Доминантни мажи, вистински мажи, па и рунтави по граѓаните. И шармантни, нежни. Фини со жените, джентлмени, нежни. Ги нема никако се врска. Да, може ли да го дополнам прашањето? Дали тоа значи мачо мен? Па не баш. Не баш. Не би се согласил.